сите пациенти кои што поминаа низ нашава клиника се испишани со референтни клинички наоди, односно со референтни и лабораториски и токсиколошки анализи, без никакви компликации. Меѓутоа, не само отровните гасови што директно штетно влијаат на органите и на клетките кои што ги градат, туку таа пролонгирана или продолжена состојба на смалено снабдување со кислород. Се обидувам народски тоа да го објаснам, да не ме сватите погрешно, да не употребувам стручни изрази, за да ме разберат гледачите што ќе ме гледаат. Значи, таа хипоксија, тој недостаток на кислород, може многу неповолно, ако трае подолго време, да делува на виталните органи. Посебно на централниот нервен систем, на срцето и на белите дробови. Значи, мозокот или централниот нервен систем, па и периферниот нервите, заради недостаток на кислород, можат да изгубат на сензитивност, на потполна способност во иднина да функционираат. Ме разбирате? И така да сите пациенти што поминаа преку нашава институција и кои што се пуштени дома, советувано им е да дојдат на контрола за одреден временски период и ние ќе ги обсервираме, односно ќе ги следиме подолг временски период за евентуално да не се појават некои доцни компликации кои што се очекувани во вакви случаи.